Влага и голема материјална штета. Вака живеам 2 години во мојата куќа во Стајковци заради дивоградбата, вели Весна Боцевска. Водата од секој дожд и снег од дивото здание завршуваат во мојот дом. 2 години талкам низ правните лавиринти за да го решам проблемот, но без успех, тврди Боцевска. Тие почнаа да го градат зидот на 24.9, што ја веднаш отидов и реагирав во инспекција. Лично јас пријавив. Со пријава, со бројче, со се во општина Газибаба. Утре дента на 25.9.2018 година, што имам доказ за сето тоа, излезе инспекција на увид. Значи, ја виде состојбата каква е, што е, ги стопираше инспекцијата. Според решението, собствениците требале да гурнат објектот, но тоа не се случува. Од општината прво и велат на Боцевска дека ќе почекаат газдите на куќата сами да гурнат, но таа се сомнева во градоначалникот на Газибаба. За ова време, значи додека се водеше постапкава, ние бевме лично кај градоначалникот Борис Ѓоргиевски во канцеларија во општина Газибаба. Јас лично бев да разговарам со него во канцеларија. Тој рече, ќе видиме како, што ќе го решиме проблемот, јас ве знам добро и вас и него. Тој не сакаше ништо да стори, ни да се стопира, ни да се среди. Собственикот Стојко Јовановски пак има друга приказна. Тврди дека постапката за целосна легализација за се што градимо е пред самиот крај. Гаражата е веќе легализирана, тврди тој. А она понатака што сака нека прави. Ако не е исправен објектот, ја целиот ќе го слушам. Луѓе, ми не смо градиле 2 години. 2 години, да градиме, 2 зашто години ја не само подписали кров. сме, документите се готови. Алфа побара одговори од градоначалникот Ѓоргиевски, но од таму молк. Нејасно е како по 2 решенија за уривање, собственикот сега добива документи за легализација.